вие ја слушате и гледате Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. По наредниве минути на Македонски корени ќе разговараме со нашиот и ваш гостин, доктор Страшко Стојановски, универзитетски професор на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, кој предава политичка социологија или социологија на политика, кого го покануваме да ни се придружи во студиово. Господине Стојановски, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте повторно на Македонски корени. Добар ден, дали се слушаме? Да, одлично, повелете. Да, задоволство секогаш да бидам дел од вашата емисија и поздрави за вашите гледачи и слушатели. Добро ви утро и од мене, господине Стојановски, ви благодариме што прифативте поканата. Не причинува задоволство и чест што повторно сте дел од Македонски корени заедно со нас и со сите оние кои во овој моменти не слушаат и гледаат. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме нивното внимание. Се надевам јас. Пред 2 дена, поточно во четвртокот вечерта, министерот за надворешни работи Бујар Османи за една национална телевизија изјави дека, иако уставните амандмани за промена на уставот се готови, уште од мај се уште чекаат во фиока во владата и не ги испраќаат во собраниска процедура. Османи рече дека се чекал, односно се уште се сетирал тајмингот. За какво сетирање на тајмингот говори Османи и како ќе ја прокоментирате неговата изјава дека луѓето, претпоставам дека Османи мисли на оние 80% кои се противат на влегувањето на бугарите во уставот, биле изненадени кога се соочувале со текстот на подготвените амандмани, иако е малку чудно, бидејќи јавноста, барем досега, го нема видено текстот од уставните амандмани. Па, навистина, не би рекол дека дека треба да бидам изненаден од нешто што се нарекува политичка изјава и нешто што е де факто политички процес. Сепак, преку политички процеси се менуваат и се формираат законодавствата, односно, во случајот се работи за највисокиот правен акт во државата, тоа е уставот. Меѓутоа, веднаш на почетокот, мислам тоа на сите им е јасно, дури да немаат некаква правна наобразба, дека постапката е целосно промашена. Во случајот, јас не знам врз основа на што таа комисија која што е веќе формирана, која што треба да ги издрафтува уставните амандмани, врз основа на што е ангажирана и врз основа на што претпоставувам земаат хонорари, врз основа на што ги земаат тие хонорари. Кога во самата постапка за промена на уставот е предвидено дека се потребни 3 фази. Првата фаза е онаа потреба за промена на уставот, за која што секако е неопходно да имате 2/3 од законодавниот дом кој што ќе го поддржа тоа, или тоа се 80 плюс пратеници, или најмалку 80 пратеници од 120, додека втората фаза е фазата на нацрт во која што и де факто треба да се подготват овие предлози. Значи, овие предлози би требало да се подготват во втората фаза, која што е предвидена во рамките на постапката и потоа тие поминуваат со апсолутно мнозинство, односно 61 глас. Значи, оваа фаза е сосема непотребна и очигледно е дека е дел од некаков политички процес кој што во најмала рака би значил дека се подготвува јавното мислење или се менаџира јавното мислење со цел да се обезбеди тоа потребно двотретинско мнозинство, кое што очигледно дека во моментот владеачките структури или оние кои што се залагаат за уставни измени не го поседуваат, односно го немаат, и последната фаза би била онаа фаза на усвојување. Дотолку е банален овој предлог кој што е подготвен и кој што де ќе го стават на дневен ред, де ќе го пуштат во процедура, де во владина, некаде кај владата, де што току влегол во собрание. Значи, навистина е банален проблемот затоа што се работи за едноставен, или барем така би требало да биде тоа, едноставен предлог за измени на уставот, во кој што би се ставила една запирка,
после оние заедници кои што се набројуваат таму, односно делови од народи, и би се дополниле со уште најмалку 3, она што се заговара од медиумите. Јас не знам, навистина не сум го видел тоа што би го предложиле сега во оваа фаза. Ви реков, во оваа фаза се носи само потреба од измени на Уставот, а во втората фаза на нацрт, изготвување на нацрт, драфт нацрт на Уставот, би требало ние да имаме и конкретен предлог. Знаете, во дебатите се изнагледа все и се што на телевизиите, еднаш слушнав еден аргумент кој што овој процес го поврза со потребата или условите во кои што се донесуваше првиот македонски устав, кој што за волја на вистината не беше подготвуван низ ваква законодавна процедура, односно уставотворна во случајот, би била, бидејќи се поврзува со промени на Уставот, односно уставни амандмани, и тогаш ние имавме и дебата тука по повод 25 години на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, дел од авторите и дел од експертите кои што биле современици од тој период присуствуваа на таа дебата и се знае дека бил подготвен на одредена локација од тројца професори, колку што се сеќавам професорот Поповски, професорот Китановски и професорот Фрчковски. Меѓутоа, околностите тогаш и сега не се исти. Тогаш ние немавме независна држава. Знаеме во какви околности се креираше таа независност, кај што имавме закана дури и од воена агресија од дел од државите кои што останаа во таа федерација. Знаевме дека се дестабилизираше ситуацијата во Словенија, па во Хрватска, па во Босна и Херцеговина, и тогаш и не сме имали изградени процедури за промена на Уставот. Се разбира, имало процедури во тогашната социјалистичка република Македонија, меѓутоа таа е дел од Југословенската федерација. Значи, сосема несоодветен пример, кај што се поврзуваат процеси од 90-тите години со сегашната состојба, кај што имаме легитимни власти, кај што имаме легитимна процедура, која што јасно предвидува низ кои фази треба да тече промената на Уставот. Значи, ова го чувствувам, го перципирам само како замајување на јавноста, односно менаџирање на тоа јавно мислење, со цел да се обезбеди нели тоа потребно двотретинско мнозинство кое што оние структури кои што треба да го обезбедат го немаат. Господине Стојановски, како гледате на изјавите на Османи дека ако сега не сме ги внесле бугарите во Уставот, ќе имало последици? Како гледате и на изјавата дека Македонија ќе биде во групата на земји кои имаат отворени прашања, при тоа споменувајќи ја Босна и Херцеговина со прашањето на Република Српска и однесувањето на Додик и непризнавањето на Дејтонскиот договор, како и непризнавањето на Република Косово од страна на 5 земји членки на Европската Унија, и дали ваквите изјави не одат во насока на плашење на народот? Заканите од дестабилизација не се од вчера и доаѓаат од прилика од исти центри. Ако зборуваме за внатрешната политика, тоа е факторот на коалиционите партнери кои што доаѓаат од втората поголемина заедница во државата, и не е ова прв пат да се случи вакво нешто или да имаме вакви изјави или изјави во ваква конотација. Се разбира, подосна имавме такви минатата година, па министерот ретерираше тогаш дека не мислел баш така, не се објаснил или изваден од контекст. Претпоставам дека и сега тоа ќе се случи. Значи, првин се работи за земја членка на НАТО. Значи, ако некој се заканува со дестабилизација на Македонија, тој треба да знае дека дестабилизира држава која што е членка на НАТО и дека тоа повлекува подалекусежни последици, особено во ситуација на геополитички поместувања кои што се поврзани со последните кризи кои што се случуваат на пример во Источна Европа, во Украина, и конвинираат во секој случај на руското влијание кое што евентуално би можело да се засили во регионот. Значи, оние кои што цело време зборуваат против руското влијание во регионот, истовремено пасираат тези за дестабилизација на регионот, односно на земја членка на НАТО, кои што во случајот конвинираат на руските национални интереси за внатрешна дестабилизација или дезинтеграција на НАТО алијансата. Првин, ние не сме во
во исти позиции со Босна и Херцеговина и Косово, токму поради овие причини. Значи сме членка на НАТО и од тука надворешните барем безбедносни закани би требало да бидат анулирани. Се разбира, заканата од внатрешна дестабилизација постои и но факторите кои што се играат или играат на оваа карта би требало да знаат дека ова де факто значи и нарушување на односите со нивните пред се сојузници во западниот свет, но пред и сојузниците на Македонија, кои што настојуваат регионот да го дестабилизираат. Ако зборуваме за некаква поширока регионална перцепција, јас уште 2007 или 2008 година пишував еден труд во период во кој што се конституираше, односно тоа е флоскула исфрлена од европската бирократија некаде околу 2000 година, еден регион наречен, имагинарен регион би рекол, наречен Западен Балкан. И тогаш во тој период Хрватска се уште беше во Западен Балкан и таа статија стои, може да се провери, и напишав дека Хрватска набрзо ќе излезе од тој регион, дека потенцијалите да излезат од тој регион постојат кај Србија и Црна Гора, доколку решат одредени прашања, особено Србија. Црна Гора, бидејќи е мала држава, би можела многу лесно да се инкорпорира во Унијата, доколку пак постои волја за тоа, и би останале 3 држави во кои што имаме отворени прашања, а тоа се пред се национални прашања. Првото прашање е српското прашање, второто е албанското и третото е македонското прашање. Албанското и српското прашање се експанзионистички димензионирани, значи проширување на границите, реконфигурирање на регионот, додека македонското национално прашање е пасивно поставено, односно Македонија нема, односно македонскиот народ нема амбиции да ги проширува своите граници, нема претензии кон соседите, дававме милион гаранции преку уставот и на други начини, преку меѓународни договори, но е пасивно и има потенцијал да го дестабилизира регионот, затоа што постои опасност да влезат странски пропаганди и да се сведеме на нешто што сме го виделе во историјата, нели историјата сега ни пропагираат дека е небитна, но ние сме го виделе тоа во 19-тиот, крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кога македонците биле сведени на масфлоатант, односно легитимна цел на странски пропаганди, при што се разрушува одвнатре македонското национално ткиво и ова исто така би можело да влие и да биде фактор на дестабилизација. Понатаму во прашањата ќе зборувам и за тоа, претпоставувам една од идеите на Бугарија е да влезе во образовниот систем во Македонија, токму и затоа целата промена на уставот, за да може одвнатре потоа да ја променуваат состојбата, но тоа ќе значи и подкопување на македонското национално ткиво одвнатре и со желба ние да влеземе во некаква Европска унија или заедница на европските држави, во која што не гледам во догледно време желба за проширување. Значи, последниот прозорец можеби беше 2080 година пред она француска блокада. И пак да подсетам, тогаш оние кои што денеска инсистираат на влез во Европската унија со цел да Македонија да биде стабилна држава на сметка на националните интереси на македонскиот народ, тогаш штитеа национални интереси на друга држава и инсистираа да влеземе во пакет со Албанија, иако Франција, Холандија и Данска, кои што тогаш де факто и блокираа, посочија дека Македонија може сама да ги започне преговорите, но никако Албанија, и де факто ние тогаш бевме блокирани. Од тогаш се случи нова методологија која што е реверзибилна и дури и да се има желба во околностите во кои што се наоѓаме, предвидливи се многу состојби, значи јас не сум некој кој што има уникатни некакви знаења. Ако прашате секој просечен македонец, знае дека Бугарија и понатаму ќе блокира, дека Бугарија ќе бара аргументи со цел да си ги оствари своите национални интереси и национални цели, со цел деноминација на македонското национално ткиво и понатаму негова дезинтеграција де факто. И знаеме дека тој процес е речиси невозможен ако имаме во предвид дека секој поглавје можете да го репреговарате математички кажено до бесконечност.
Кога сме кај заплашувањето, како гледате на изјавата на Османи дека без уставни измени треба да заборавиме на Европската Унија и дека формално ќе прекинат односите со Европската Унија, која изјава пак е спротивна на она што евроамбасадорот Дейвид Гир го кажа само еден ден пред тоа, кога рече и да не се успее да се смени уставот и да се стават бугарите во него, Европската Унија останува заинтересирана да ја види Македонија во ЕУ, при тоа порачувајќи ни дека и во едниот и во другиот случај Македонија ќе мора да се заврши домашната работа со борбата против криминалот и корупцијата, како и словладењето на правото и правдата. Па да, тие можеме да ги видиме тие гледишта на Европската Унија. Да, таа е заинтересирана, меѓутоа не ветува ништо и не може да вети ништо. Од друга страна, дека ние ќе бидеме изолирани, ќе ги прекинеме дипломатските односи со земјите членки на Европската Унија, тоа е нонсенс, мислам. Ние сме веќе сојузници, ви споменав, со најголем дел од тие земји во НАТО алијансата и ќе остане соработката. Ние сме тесно поврзани со Европската Унија. Например, Германија е нашиот најголем трговски партнер и трговската размена и увоз и извоз е во најголем дел поврзана со Германија, например. Не верувам дека тие врски ќе се изгубат. Добро е македонскиот граѓанин да почувствува што е правда, што е правичност. Добро е да ги има тие европски стандарди или барем дел од европските стандарди. Добро е да ги има европските плати, но ви кажав дека Европската Унија во моментов или на среден, па и би рекол на подолг рок не би била заинтересирана за нови проширувања, освен ако се случи некаква политичка катаклизма, па од политички причини не го забрзаа тој процес, на што не гледам дека е возможно во скоро време. Она што треба да го правиме е да инсистираме не по секоја цена да се гетоизираме во рамките на регионот. Скептичен сум и за концептот Отворен Балкан, но треба да инсистираме на отворање на европските фондови за државите кои што се кандидати. Значи, секако ви велам, тие преговори математички можеле да трајат до бесконечност или додека не дојдеме до некаква силна политичка волја и унисоно решение на земјите кои што веќе се членки во Европската Унија, што е речиси невозможно. Од тука ние треба да инсистираме на отворање на фондовите и зголемување на стандардот на граѓаните во Македонија, но за да тоа се случи, пак ние треба да си завршиме домашни задачи. Ние сме сведоци на склучување на одредени меѓународни, би рекол, договори кои што се поврзани со странски инвестиции, поврзани со инфраструктура, кои што, например, се косат со европските регулативи. Знаеме случајот со Бехтел и Енка за автопатите, во кој што немаме ниту финансиска конструкција, имаме претходно исти беше случајот со кинеските фирми кои што ги граде автопатите, во кој што вие немате јавно надавање, имате договор од 4 очи, па дори тој договор е класификуван и немате никаква транспарентност во трошењето на финансиски средства, пак ќе зборуваме за тоа подоцна, претпоставам. А Европската Унија, например, поттикнува конкурентско пазарно општество, што во случајот не е така. И имате стимулирање на корупција, поттикнување на корупција, перманентна ниска доверба во судството, што е голем проблем. Домашните задачи не треба да ги завршиме поради Европската Унија, не треба да ги завршиме поради тоа што истото го изјавил евроамбасадорот, туку треба да си ги завршиме поради нас самите и поради подобра перспектива на идните генерации кои што живеат на овие простори. Како гледате на изјавата на Османи дека не чувствувале одговорност ако овие измени не поминат, иако тие од владата ветија нешто кое сега не можат да го исполнат, знаејќи дека немаат двотретинско мнозинство во собранието потребно за изгласување на промена на уставот. Како гледате и на неговата изјава дека одговорноста треба да ја сносат тие што ја кочат европската иднина на државата и ја кочат во овие тешки геополитички случувања? Не е прв пат да бегаат од одговорност. Одговорноста секако ја имаат, бидејќи тие се обврзале на нешто во лицето на меѓународната заедница и сега треба да го испорачат, и тогаш знаеле дека многу тешко ќе се испорача. Сепак јас имам малку поинакво гледиште, би рекол,
од многу ваши гости кои што биле на оваа емисија. Јас мислам дека сепак постоела некаква премолчена согласност уште пред да се склучи тој договор. Во етапи гледам како се менаџира целиот процес, дури од партијата која што е опозициона. Кога минатата година имавме протести, лидерот на опозиционата партија зборуваше дека сакајќи или не сакајќи намерно или ненамерно, тоа ги амортизираше тие протести, зборуваше дека никогаш нема да дозволат уставни промени, а тогаш се зборуваше за подпишување или неподпишување на оние штетни анекси или како и да се нарекуваат протоколи на билатералниот договор со Бугарија, во кој што ние се обврзавме континуирано да бидеме мониторирани од аспект на промена на историјата или согласување на историјата де факто по бугарски терк, и тоа стана критериум за членство во Европската унија, надвор од, би рекол, здрав памет, надвор од оние копенхашки критериуми на кои што унијата принципијално се држеше претходно. Се разбира дека кај нас имаме многу работа, меѓутоа кога се заглавуваме во вакви договори, кога истите се амортизирани на некој начин и постепено гледавме како се менува тој наратив кај опозиционата партија, за да не толку одамна, скоро пред, не знам, 1-2 недели, излегува, или повеќе, не се сеќам точно, излегува дека прифаќаат измени на уставот, но под одредени услови, што веќе пак зборува за поместување на позицијата на најголемата опозициона партија, и тоа ги одобровали партиите на власта веќе да се прогласат за победници и да кажат дека еве, тоа е договорена работа, сега само треба да видиме како да го изменаџираме по-конкретно процесот. Она што не е одговора на опозицијата, исто така опозицијата не се изјасни дека после наредни избори нема да има промени на уставот. Значи, ја таква изјава не сум слушнал. Слушав дека прво избори, па потоа ќе разговараме. И очигледно е дека како десна или десноцентристичка партија која што има демохристијански основи и македонски национални основи, најголемата опозициона партија ќе изгуби добар дел од гласовите, иако сега според оние испитувања на јавното мислење води на анкетите, може да изгуби добар дел од гласовите доколку тоа го направи, односно ги подржи овие уставни измени во каква и да било форма, без разлика дали тоа ќе го направи консенсуално целата партија или тоа ќе го направи одредена фракција во партијата, нешто што веќе не е видено, ќе има последици во однос на изборните резултати и во однос на гласачкото тело за нешто што веќе имаме искуство и нешто што веќе го видовме после Преспанскиот договор, кај што точно е дека партијата на власта изгуби доста гласови, но и опозиционата партија, денешната опозициона партија, тогаш претходно партија на власт, исто така изгуби огромен број на нивните гласачи, кои што се разочарани од тој процес и би рекол амбивалентниот, несигурниот однос кој што го има во континуитет, немањето став за одредени политички прашања, став кој што би рекол е релативно стабилен, иако политиката знаеме дека е простор на компромиси и простор на, би рекол, дури непринципијални понекогаш одлуки и коалиции. Ќе видиме што ќе се случи, меѓутоа мислам дека целиот овој процес се менаџира сега за сега и се бараат модели како тоа најбезболно да го направат, се разбира од аспект на интересите на едната или другата политичка партија, што им комбинира на нивните коалициони, би рекол коалициони партнери во моментот на владеачките партии, меѓутоа не знаеме што ќе се случува во иднина од така наречениот албански политички блок, кој што во овој случај на, би рекол, не единство во рамките на македонското национално ткиво, максимално го користат тоа пред се за лукративни и коруптивни цели. Така, секој има право на свое мислење. Пред да го поставам прашањето, сакам само се навратам на неколку точки кои што ги напомнавте. Бавејќи се со одблиска со политиката во Македонија во последниве 28 години, јас се уште не можам да видам дека е
има направено некој претютен договор, барем од она што го следиме ние, бидејќи, како што рековте вие, ние разговараме со многу гости од различни профили. И напоменавте дека не сте слушнале дека нема да има измени на Уставот и по изборите. Баш денеска Мицковски во вестите го слушнавме дека порака испати дека уставни измени нема да има во овој вид и облик. Ние после по изборите, ако формираме влада, ќе репреговараме за позициите на Македонија, да видиме што добива Македонија, што не добива, и тогаш ќе разговараме дали ќе имаме промени на Уставот. Да бидеме фер, да не испадне дека сум јас адвокат на некоја политичка партија, меѓутоа јас нема причина да не ги прифатиме вашите видувања, па како што вие самите рековте, ќе чекаме да видиме како ќе испринесете таа работа. Бидејќи минатиот пат многу работи кажавте, скоро сите беа точни, со истичок на неколку, сега да не се навраќаме, помина 11 месеци, да не се навраќаме на тие изјави. Инаку, вие на правниот факултет во Штип, заедно со некои ваши колеги, но и со студентите, имате направено многу истражувања, и тоа од повеќе области, меѓу кои иселувањето, односно миграцијата и причините за иселувањето. Пред се на младите, но не само надвор од Македонија, туку и иселување и внатрешно иселување, поточно иселување од помалите градови кон внатрешноста, односно према Скопје. Оваа тема во последниве неколку години е доста актуелна и ке политичките партии секогаш ја употребуваат, иселувањето ни е многу големо. Господине Стојановски, што покажа истражувањата? Кои се главните причини за миграцијата и која годишна возраст напативте при вашите истражувања? Значи вака, луѓето ги прават проблемите, луѓето ги наоѓаат решенијата. Доколку немате луѓе и немате население, тогаш вие навистина сте во голем проблем. Ова е приоритет број 1 за државата и ова е приоритет кој што, односно демографијата е приоритет кој што подеднакво се однесува на сите етнички заедници, подеднакво ги опфаќа сите региони, можеби со исклучок на Скопскиот регион, кај што имаме и силен механички инфлукс од останатите региони во државата. Меѓутоа, во државата навистина катаклизмична изгледа ситуацијата. Ако излезете надвор од Скопје, навистина ми е жал што многу од колегите и пријатели и соработници кои што ги имам во Скопје, кои што работат во институциите таму, навистина не ја согледуваат сериозноста на ваквата ситуација. Секој ден можеме тоа да го видиме. Еве, ако бевте минатата година во Кочани и сакавте да се напиете кафе, ќе видевте преку дента дека... Дали се слушаме? Да, се слушаме, продолжете. Да. Ќе видевте дека преку дента има многу луѓе кои што седат, дури тешко беше да најдете место. Сега, ако отидете на истата локација, не е ништо зболемено од бројот на места кај што може да се напиете кафе, ќе видите дека е речиси празна. Најголем дел од кочанчани, како и од другите региони, заминаа на сезонска работа во Хрватска. Значи, нешто што е нова дестинација и што навистина во моментов на кратки стази, само преку летниот период, ги испразни овие региони. Во континуитет имаме проблем со миграција, особено на млади категории на население. Би рекол, последните 20 на години имаше различни бројки кои што беа пласирани, па се уште можам дури по медиумите да ги видам оние бројки кои што не коректно, би рекол, се цитираат, а кои што се однесуваат на... Се слушаме ли? Да, се слушаме. Да. Ме гледате на камера, бидејќи кај мене се исклучи. Значи, оние бројки кои што се однесуваа на една статистика која што беше производ некаде 2012-13 година на Светската банка, која што велеше дека од независноста до тој период околу 600.000 граѓани на Македонија ја напуштиле државата. По онаа политичка криза од 2014 година навака интензитетот на иселувањето е зголемен. И ова е особено, ви кажав, видливо во помалите населени места. Ние континуирано правиме истражувања кои што ги правиме на 4 или на 5 години и можеме да детектираме и причини зошто заминуваат,
факторите кои што ги поврзуваат со другите држави, дестинации кај што заминуваат младите, особено од источните и централните делови на државата. Не сме правеле продлабочени истражувања на целата територија. Има одредени специфики, например Битолскиот крај кој што гравитира кон Австралија, нели, нешто што во источниот дел на Македонија толку не постои, но тенденцијата за иселување и те како постои. Сме имале фантастични бројки кај што млади испитаници до 35 години кои што биле опфатени во анкетните прашалници пред 5-6 години, дури до 78% изнесувала таа перцепција дека би сакале да ја напуштат државата и да се иселат. Потоа се намали на некои на 55-6%, меѓутоа се уште остануваат тие тенденции да бидат силно изразени. Ви реков, главниот фактор се економските причини, меѓутоа и политичката нестабилност на државата, перманентните политички кризи, недовербата во институциите исто така силно влијаат. Интересно е дека единственото нешто што ги врзува за овие простори и државата се семејството. Значи дури ни некакви чувства на патриотизам, не, за жал не се тоа што ги врзува за државата, дали се работи за локал патриотизам или се работи за патриотизам поврзан со националниот простор, туку пред се семејството. Од друга страна имаме уривање на семејните вредности преку разни закони, се надевам дека и за тоа може да проговориме понатаму. И во перспектива може да се случи цели региони, веќе се случува во некои општини, цели региони да останат празни. Последното нешто што можевме да го забележивме преку друго истражување на друга методологија која што го правивме меѓу средношколци 3 и 4 година е дека желбата за студирање надвор Македонија речиси се дуплирала. Се извинувам, проблеми со конекцијата претпоставувам. Да. Значи не знам до кај стигнав, меѓутоа се зголемува процентот, тоа на последната синтагма е дека се зголемува процентот на потенцијални студенти кои што би сакале да студираат на некој од универзитетите, и тоа не е проблем надвор од државата, и тоа не би рекол дека е проблем доколку имаме во предвид ако тие се едуцираат таму и дојдат со некакви нови знаења и делуваат за унапредување на општеството. Меѓутоа, ако се имаме во предвид дека, например, кај Словенија, една од дестинациите која што е најпопуларна последните 5-6 години од овие региони на источна и централна Македонија, па би рекол и од цела Македонија, дури од Скопје имаме таму многу што студираат. Ако имаме во предвид дека тоа не е класична образовна политика на Словенија, туку дека се работи за демографска стратегија со цел да привлече население од регионите кои што културолошки и се блиски, а тоа се регионите на бивше Југославија со исклучок на Хрватска. Во овој дел можеме да забележиме дека многу од младите кои што студираат таму понатаму и настојуваат да ја градат професионалната кариера и од некаква образовно мотивирана миграција понатаму истата има тенденција да премине во трајна миграција. Навистина ова е најголем проблем. Не гледам начин на кој што некој се обидел првин да ги детектира факторите кои што влијаат врз иселување, и тоа ние што го правиме, пак би рекол дека е недоволно, потребни се продлабочени истражувања, и не гледам некакви конкретни мерки кои што државата би ги преземал или ги презема последните 7-8 години. Претходно може би имало одредени обиди, одредени мерки. Децентрализацијата на високото образование е една таква мерка која што дефинитивно даде резултат. Ние сме правили истражување кај што студентите кои што студираат на Универзитетот Гоце Делчев сме дошле до заклучок дека се врзуваат со просторот од кај што потекнуваат, односно со локалното место, и дури се губи и можноста за внатрешна миграција. Доколку ја гледаме надворешната миграција, и тоа е нешто од што слободно можете да прошетате, да поразговарате, имате познаници и веднаш да го воочите, дотолку за внатрешната миграција речиси да не се зборува. Да не речам дека тоа е табуизирана тема, а која што исто така е подеднакво голем проблем. Основниот проблем е тоа што сите ресурси во државата се сконцентрирани во Скопје. Вие имате многу ниско ниво на поврат на ДДВ, например, во општините. Беше 4-5, сега се зборува за 6%, меѓутоа тоа е навистина банално, минимално. Општините
Единственото нешто што го работат во источниот дел на Македонија е што сервисираат одредени услуги на граѓаните и делат плати на вработените во нивните предпријатија или во самата општина. Значи не можат да немаат финансиски средства ниту за поголеми развојни проекти, нешто се обидуваат со меѓугранични проекти, меѓутоа и навистина и тоа е минимално, тоа се финансиски средства кои што се обезбедуваат од претпристапните фондови на Европската унија. Навистина и тоа е минимално и мораме да зборуваме за посериозна децентрализација ако сакаме да зборуваме за равномерен развој на регионите и ако сакаме да зборуваме младите да ни останат, односно да имаме региони во кои што ќе имаме можност истите да се развиваат врз база на младо население кое што е присутно тука. Она што можеме да се соочиме во многу блиска иднина, ние и сега пензискиот систем ни зависи од некакви дотации кои што доаѓаат од различни канали, пред се од владата и од државните институции, овој систем би можел да крахира. Значи, например, во иднина вие ако немате некој кој што ќе внесува средства во тој систем, а имате голем број на пензионери, очигледен е заклучокот, меѓутоа не само тоа, туку севкупниот регионален развој би бил загрозен. Потребно е државата навистина да посвети малку повеќе внимание пред се да обезбеди средства и ресурси да се направат пофундаментални истражувања, да се детектираат проблемите и мора да се зборува за поинтензивна децентрализација, па дури и децентрализација на дел од органите на централната власт. Јас во секој речиси интервју прашувам зошто Министерството за земјоделие се наоѓа во Скопје кога знаеме дека земјоделскиот регион е Струмица. Замислете, земјоделци кои што имаат бирократски проблеми мораат да одат во Скопје, луѓе кои што работат во тоа министерство, кои што се од кариера, кои што се бирократи на некој начин, државни службеници, кои што никогаш немале допир со реалните проблеми на земјоделецот, туку тоа го прават ад хок од позиција на која што се наоѓаат во делот на јавната администрација. И ние не можеме тука да зборуваме ниту за суштински напредок, ниту за суштински диалог. Реално, значи имаме вакви проблеми. Не знам како е праксата во Австралија, меѓутоа во Италија не се министерствата во Рим, сите министерства, во Германија не се во Берлин, туку се дисперзирани и ова не се прави случајно, туку се прави намерно со цел да имаме равномерен економски развој на сите региони. Дали на миграцијата делуваат образовните политики и реформите во образованието и дали гледате некакви реформи кои би го подобрило истото и ако има, дали се движат во правилна насока? Кој е вашиот став околу она што се прави сега со учебникот по македонски јазик за 6-то оделение, каде со новите учебници учениците нема да учат за делото односно делата на светите браќа Кирил и Методиј, како и за делата на Свети Клименти и Свети Наум, но нема да учат и за целокупната историја и потекло на македонскиот јазик. Дали ваквите реформи задираат во идентитетот на македонскиот народ? Кај луѓе кои што имаат некаков неолиберален или универзалистички или левичарски пристап, би рекол да не ги категоризирам сите, меѓутоа можам и да разберам дека тие би биле анационални по својата природа. Меѓутоа, да зборуваат за рушење на националните митови и тоа да го прават преку системски пристап во рамките на образовниот систем е навистина катастрофален проект, а ова го прават, и се познавам со добар дел од тие луѓе, го прават одредени кругови во Скопје, кои што со цел да идеолошки до душа до некаде би рекол се убедени во тоа што го прават и од прагматични, го прават и од финансиски причини, во континуитет да зборуваат за деноминација на националната историја. Ова не е само сега случај, имавме пред неколку години кај што целосно требаше да биде пред 1 или 2 години целосно требаше да биде извршена историјата од наставните курикулуми во основното образование. Значи, на нив не можам да ги убедам да бидат патриоти, да ја сакаат својата татковина, или не можам ниту да им го забранам тоа, и не можам да кажам дека јас сум поголем родолюб од нив, навистина би било некоректно, меѓутоа можам да им посочам дека
историјата е еден од факторите кои што, или националната историја е еден од факторите кои што го врзува населението за просторот и кои што гради лојални граѓани. На крајот од денот тие лојални граѓани треба да бидат тука, да ја сакаат државата, да плаќаат даноци и таа држава да биде функционална. Вие, ако ја деноминирате историјата, ако ја го деноминирате националното чувство на граѓаните, континуирано ви реков, вие де факто градите без перспективност во иднина, која што без перспективност, се извинувам, не е поврзана со некакви сентименти и чувства, туку е поврзана со економски параметри кои што произлегуваат од истите. Генерално образовниот систем кај нас и не е толку лош, значи и за тоа сум дебатирал. Ние многу пати знаеме да градиме стереотипи и врз база на тие стереотипи да се извинувам, врз база на тие стереотипи да креираме одредено мислење кое што конвенира на одредени системи кои што се надворат од државата. Зборувавме за Германија, зборувавме за Словенија, за други држави кои што настојуваат да привлечат население. Ако е лош македонскиот образовен систем до крајот на средното образование, зошто тогаш од 10 најдобри студенти во Словенија 5 се македонци? Значи тие произлегле, претходно се формирали и имаат некакво знаење кое што доаѓа од образовниот систем од Македонија. Или ако е лошо високото образование во Македонија, зошто тогаш студенти од мојот факултет добиваат стипендии понатаму за втори, за трет циклус на студии на топ 100 универзитети во светот? Значи тие пак имаат некакво квалитетно знаење. Зошто ако се лоши студиите по медицина во Штип, нешто што дури во Скопје се креира како стереотип, зошто студентите од медицинскиот факултет во Штип добиваат специјализации во високо развиени западноевропски држави, значи платени специјализации кои што воедно значат и стипендирање. Имаме квалитетен образовен систем, но перманентните реформи и начинот на кој што се спроведуваат тие перманентни реформи не ми се допаѓа во најмала рака. Не гледам системски и систематски пристап прво. Значи тоа се ад хок реформи, доаѓаат политички гарнитури, сакаат да испорачаат што е можно побргу реформи за да покажат дека нешто прават, а во суштина нема нешто што се нарекува фундаментални истражувања. 3 фази имате за реформирање не само на образовниот, да не се повторувам од други интервјуа, на секој систем. Првата фаза е фаза на истражување која што треба да трае со години. Понатаму имате фаза на пилот проекти која што исто така можеби треба да трае 4 години. Ако зборуваме за едно дете да помине од прва до 4-та година, например, во средно образование. И дори потоа, вие врз база на континуирана евалуација можете да го реформирате системот. Кај нас се копираат образовни системи од други држави, што апсолутно не е во ред и не се применливи тие модели кај нас. Може да се прилагодат, но не може да ги копирате. И ако зборувате за реформи во образовниот систем, вие треба да имате предфази кои што би траеле десетина години, па потоа да влезете во реформирање на образовниот систем, што кај нас не е случај. Слично беше и со Кембридж системот, кој што на брзина некако се донесе, слично се случува и сега. На крајот од денот, верувајте, се зависи од мотивираноста на наставникот и гледам многу добри ученици, например, кои што доаѓаат од средни училишта, кај што квалитетни и пред се мотивирани наставници работат континуирано со нив. Меѓутоа, пак, ако се вратиме назад на претходното прашање, имаме проблеми со одливот на наставниот кадар. Сега веќе е тешко да најдете наставници за технички струки, за техничките средни училишта, па дури веќе тоа ќе се појави како проблеми на високообразовните институции, ако знаеме дека примањата во одредени други сектори се многу повисоки и ова навистина ќе биде клучен проблем за образовниот и предизвик за образовниот систем во иднина. Вие на Штипскиот универзитет предавате политичка социологија. Дали во Македонија имаме рамномерен економски развој на регионите, но не само на економскиот развој, туку и рамномерен институционален распоред пред се министерствата? Вие нешто говоревте претходно на оваа тема, па можеби
се сака да се дополните на ова. Од колкаво влијание на сето ова е актуелната политичка состојба? Дали во Македонија имаме подеднаква дистрибуција на правдата и правичноста? Знаете, кога зборуваме за политичка социологија и за некакви теоретски перцепции и матрици, јас би тргнал од аспектите на политичка култура кај нас. Сум слушнал на медиуми навистина банални изјави кои што велат имаме или немаме политичка култура. Апсолутно секој општествено битие, секој човек како општествено битие, из тој антропоцентричен поглед на светот, има политичка култура и има некаква култура. Значи може да тие да бидат само различни. Клучниот проблем кај нас е што во континуитет, би рекол дури и тоа е регресија и остаток од претходниот систем кој што бил пофункционален, да не се лажеме, зборувам за системот пред 90-тите години, пред независноста, бил пофункционален, меѓутоа врз база на други параметри, а не на параметрите кои што ги промовира пазарната економија и демократијата како можност за партиципативност на граѓаните во носење на одлуките. Ако зборуваме за партиципативност и за можноста граѓаните да учествуваат во донесувањето на одлуките, ние тогаш кај нас не зборуваме за партиципативна политичка култура, нешто што е карактеристично за западните демократии, туку имаме патерналистичко поданички модел на политичка култура. Што значи тоа? Тоа значи дека граѓаните премногу очекуваат од државата, дека граѓаните премногу се подпираат на клиентелистичкиот однос кој што го градат со политичките партии и би рекол и со лидерите на тие политички партии, релативно мало општество сме, и ова придонесува ние да немаме, да не градиме перманентно во основа, значи теоретски гледано, ние да не градиме однос на доверба кон институциите на системот, затоа што ние системот го перципираме низ тој патерналистичко, би рекол, поданички модел кај што очекуваме нешто да ни се наметне. Дури оние кои што се трудат нешто да направат во државата, постои граѓански сектор, постојат и други механизми, инклузивност во рамките на политичките партии до некаде, дури и тие многу брзо ќе се разочараат затоа што се форсира нешто што знаат колоквијално да го наречат медиокритетство или просечност и не се форсира нешто што е креативност, давање на идеи, избирање на најдоброто, континуирана дебата, значи не секогаш ќе дојдете до решение и тука завршува се, вие треба да имате континуирана дебата, да барате континуирано решение, да го апдейтирате системот и слично. Сега, ова води кон функционирањето на правниот систем. Само тука би сакал малку да искоментирам, да не сум премногу екстензивен само. Проблемот со правниот систем е тоа што, ајде сега да не ми се налутат колегите правници, што кај нас доминира школата на позитивното право. Доколку некаде во високо развиена држава имате доверба на судството од 2, 3, 4%, нешто што е случај кај нас, од јавното мислење, тоа никој нема да го квалификува како руска агентура или руска политика во регионот, туку ќе си го стават прстот на глава и ќе кажат ние навистина имаме проблем со системот, дајте да ресетираме нешто и да реформираме суштински. Кај нас, верувајте, дури ни во судството не се загрижени за тоа, ниту, иако имаме флоскули секојдневни, ниту кај политичките партии, тоа можам да го забележам, гледам само исти матрици и модели на контрола на судството. Најголемиот страф од судиите е да не погрешат со одлуките кај некое влијателно лице, па потоа да имаат последици. Ве убедувам дека е така. Не дали јавното мислење има доверба во судството или нема доверба во самото судство и се разбира некои работи кои што се поврзани пак со тој клиентелистички однос кај што треба на некој начин да ги изгрижите идните поколенија пак во рамките на системот, меѓутоа ние сега гледаме дека многу брзо се менуваат работите и дека дури и тие млади луѓе настојуваат, иако се релативно добри ситуирани, зборувам од високи функционери, настојуваат да заминат од државата. Значи, клучниот проблем
е тој пристап кај што вие воопшто не размислувате за проблемите, а тие проблеми се поврзани со нешто што е само цел на правото, а тоа е правда и правичност. Пак зборувам за теорија, знам дека сум абстрактен за вашите гледачи, правната сигурност беше флоскула која што доминираше до крајот на Втората светска војна. Денеска зборуваме за правда и правичност, еднаква дистрибуција на правдата, нешто што воопшто ние не можеме да го видиме кај нас, особено кога се работи за висока корупција, тука и таму по некој случај, па дури и тие случаи гледаме ни судските лавиринти како ќе застарат. Се сомневаме за одредени случаи дали за тоа стојат некакви бизнис интереси и цели да се направи притисок, да се преземе бизнисот на некој. Значи буквално преку институциите на државата вие вршите притисок или преку судските институции, а од друга страна имате речиси, ајде да не кажем апсолутна речиси, апсолутна неказнивост, научна фантастика е кај нас претседател или премиер, сме имали во историјата многу, и следеле многу скандали, да одговараат и на крајот да завршат во казнено-поправни установи. Нешто што сме го виделе, например, во Хрватска, во периодот кога пристапуваше кон Европската Унија, и министри, и премиер таму завршија во затвор. Кај нас тоа не е случај. И се разбира, додека не смениме некои работи, додека таа висока корупција не почне да се процесуира, а не гледам како ќе почне, затоа што работите наместо да прогресираат од надолу, гледаме по какви критериуми се избираат носители на високи функции во судството, од обвинителство до самите судии, и навистина е тешко, многу сум скептичен за реформирање на овој систем во среден, па би рекол и во долг рок. Господине Стојановски, колку е важна децентрализацијата во образованието? Како се снаоѓате при обезбедување на студентите да се здобијат со пракса за време на студирањето? Дали имате воспоставена пракса на соработка со институциите и со правниот сектор? Немаме проблем со пракса. Навистина толку комотно тоа го кажувам. А ако ме прашавте за ова, истото ова прашање кога ми го поставивте пред 5 години, ќе ви одговорам сосема поинаку. Многу брзо се сменија работите кај нас. Пак се зборува за хиперпродукција на кадри во одредени области. Колку и да е голема таа хиперпродукција, пазарот веќе е желен за квалитетни кадри. Доколку пред 5 години ние како професори сме настојувале да отвориме одредени институции, адвокатски канцеларии, нотариати, судови, приватен сектор, значи подеднакво и државен и приватен сектор, да ги подотвориме вратите на студентите за да може да имаат практична настава таму, сега веќе се соочуваме со тоа што ни доаѓаат, особено од реалниот сектор, ни доаѓаат и бараат ние да им препорачаме студенти, значи тие веќе бараат ние да им препорачаме студенти кои што би стекнале пракса кај нив, а понатаму и се разбира со тек на време тие откако ќе дипломираат би продолжиле да работат во нивната компанија, адвокатска канцеларија, невладина организација и слично. Значи многу брзо се сменија работите. За нашите студенти на правниот факултет, па и генерално на Универзитетот Гоце Делчев во Штип постојат одредени специфики, нешто што не разликува од Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, например. Например, предност или недостаток, кој како сака може да го гледа, е дека ние работиме со релативно помали групи. Значи немаме илјадници студенти во амфитеатрите, туку имаме помали групи од 50, 60, 70 студенти, зависно тоа како се запишуваат годишно. Индивидуално ние можеме да ги детектираме подобрите студенти и да работиме со нив. Универзитетот не е место кај што ексклузивно се стекнувате со знаење, туку е место кај што вие се стекнувате со вештини. Значи тоа првин треба да се разбере. Значи не е само да меморирате знаење и да излезете со тој квантум од знаење, туку вие треба да имате вештини како тоа знаење практично ќе го имплементирате. Ние работиме со студентите да не излезе фалење само уште од прва година, значи можеме да ги детектираме подобрите студенти. Сме биле, да речеме, сме организирале летни школи во кои што учествувале сите универзитети од државата. И најдобри резултати покажале од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и од Универзитетот Кирил и Методи од Скопје. Сме биле на меѓународни надпревари, например, во делот на симулирани судења
пред Европски суд за човекови права бевме втори во рамките на регионот на Југоисточна Европа една година. На национални надпревари континуирано победуваат нашите студенти. Имаат пракса, имаат можност да работат, меѓутоа она што ме најмалку разочарува во најмала рака е тоа што студентите веќе станаат толку адаптибилни, и тоа е добро од една страна, и флексибилни, што веќе не се врзуваат со професијата и формалните компетенции кои што ги стекнале. Студентите не ги интересира, тоа го спомнав и скоро, па го извадија како наслови многу од медиумите во Македонија. Студентите не ги интересира ниту минимална, ниту просечна плата, туку тие бараат нешто повеќе и многу е лесно тие да се преадаптираат, да се преадаптираат на друга струка и понатаму да работат за повисоки финансиски средства. Обично онлайн за странски компании, тоа го прават од Македонија, што е добро, бидејќи се тука, од друга страна не се развиваат, иако имаат големи потенцијали во рамките на струката. Не се сите вака, меѓутоа имаме и ваква тенденција. Друго што е специфично за правниот факултет, односно за Универзитетот Гоце Делчев во Штип, е што работиме на интернационализација и започнавме да создаваме меѓународни студиски програми. Она што го започнавме на правниот факултет, ова е новитет, значи од минатата година веќе ефективно имаме група на студенти. Имаме International Law and International Relations, студиска програма од која што студентите генерираат знаење и добиваат меѓународно призната диплома. Инаку дипломите се разбира се признати меѓународно и на македонските студиски програми и соодветни процеси на нострификација и веќе привлекуваме студенти од други региони, од други држави кои што доаѓаат и студираат во Штип, се разбира активна Еразмус програмата. Доколку дојдете во Штип, мал е градот, навистина е, би рекол, интересно, можеби ние треба да се навикнеме. Претходно сме слушале 1, 2, 3 јазика, сега можете да слушнете десетина јазици на кои што се зборува. Например, имате поголеми групи на студенти од Шпанија, од Португалија. Вие слушате шпански, португалски во Штип. Не зборувам за 1 и 2, значи зборувам за поголеми групи на студенти и тоа е компаративната предност која што ја нудиме, значи први непосредниот однос со студентите, кај што интензивно се работи со нив, иновативноста во пристапот и во делот на студиските програми нешто што нудиме плюс. Се разбира, изборот на студентите е дали ќе се запишат тука или ќе одат на Универзитетот Кирил Методи во Скопје или тоа ќе го сторат на некој од универзитетите надвор од државата. Така. Во македонската дневна политика многу често, дури и пречесто, се туркаат лажни вести. Претежно таквите вести ги продуцираат ботовите блиски на владеачкото парламентарно мнозинство. Како гледате на она што владеачкото мнозинство ја испреврати изјавата на Шолц и од она што тој вистински го кажа, а тоа е дека посакува Бугарија да не става повеќе вето на патот на Македонија кон европскиот процес? Тие на големо ја промовираат неговата изјава, така речено извратоперена, дека наводно тој гарантирал дека ако Македонија го смени уставот, Бугарија нема да има можност да стави вето. Конкретно за овој конкретен случај можеби не би можел да коментирам. Меѓутоа генерално би можел и би сакал да коментирам околу делот на лажните вести. Знаете, многу финансиски средства се истураат особено преку невладиниот сектор последните повеќе од 5 години за детектирање и борба против лажни вести. И имаме дел од тие невладини организации, би рекол најголем дел, кои што се афилиирани или се блиски идеолошки или на некаков друг начин со сегашната владеачка гарнитура. Тие дури креира, би рекол, полулегални структури кои што треба да следат лажни вести, па тука се загрозува и слободата на информирање на секој просечен граѓанин кој што односно на мислата на секој просечен граѓанин кој што има право да си го пласира своето мислење на интернет. И се што става во кошот на лажни вести, а од друга страна веднаш што се случи откако дојде оваа гарнитура на власт, е многу новинари, од кои што морам да признам и добри новинари, се уште мислам дека се дел од тие добри новинари, преминаа од новинарството во
рамките на владините институции, работејќи имавме дури министер, не знам дали се уште е актуелен, премина работејќи во рамките на владините институции. Значи во секое министерство ви имате сектори во кои што имате новинари, кои што од новинарството, кај што се зборува за слободно информирање, критичко информирање, вистина и така натаму, одат во PR сектор, кај што се зборува за PR, знаеме што значи, тоа е новото име на пропагандата. До 20-тите години од 20-тиот век се нарекуваше пропаганда, Бернеис потоа го реконфигурира и го прогласи за public relations. Значи, буквално вие треба да правите се што е спротивно од тоа и да со цел да го менаџирате или да го убедувате јавното мислење во нешто што е вашата страна на вистината. Навистина во тој дел би рекол дури сум разочаран, затоа што можеби и тие самите беа убедени преку тоа шарено револуционерно движење дека ќе го демократизираат општеството, а општеството станува се повеќе еднонасочно и би рекол дури и инклинира кон има одредени елементи на тоталитаризам. Да, вие се и се што не можете да напишете, треба да внимавате на говор на омрза, треба да внимавате на кој начин тоа ќе го пласирате, меѓутоа систематски некој организирано да креира канали, па дури се зборуваше и за регулација од страна на владата, дополнителна регулација во однос на медиумите, дури и она што тие го пласираат како PR, па сакаат и да видат на кој начин ќе им биде пренесено низ медиумите, не сакаат воопшто да бидат подложени на критика. Очигледно дека власта опива, апсолутната власт е навистина и апсолутно опојно средство, ајде да кажеме фигуративно, или Лорд Ектон она што го кажа за корупцијата. Апсолутната власт апсолутно корумпирана. Така. Господине Становски, ако може малку и да побрзаме, бидејќи имаме уште многу прашања кои што би сакале да ги поставиме, а времето ни бега. Како гледате на изгласаната декларација во германскиот Бундестаг? Дали оние кои велат Бугарија нема да стави вето, го базираат на тоа дека како што тргнало оваа ненародна власт со исполнување на се што ќе посака Бугарија, всушност нема да има потреба да се става вето? Како гледате и на барањето на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, сите јасно и јавно искажани гаранции дека Бугарија нема да стави вето ако го смениме уставот и ги ставиме во преамбулата, да се преточат во писмена форма, односно институционално да се заверат во Европската унија? Ништо од тоа нема. Значи на второто прашање први, не постои нешто такво како вечна гаранција, не постои нешто такво како вечен сојуз, значи тоа историјата го покажала. Можеме да очекуваме дека ќе имаме проблеми со Бугарија и тоа не е очекување од сега, тоа е очекување, сме разговарале уште од пред 15 години и ви кажав, секој просечен граѓанин на Македонија тоа може да го воочи, очигледно дека само политичките гарнитури на власт, немајки што да испорачаат, подпирајќи се само на таа флоскула Европска унија и таа европска приказна, на тој начин се поврзуваат со овој проблем. Пак, онаа декларација која што е донесена во Европскиот парламент е декларација дека Германија ќе не поддржува. Меѓутоа, пред 20 години тие донесоа декларација во која што се гарантира уставното име на државата, па гледаме што се случи. Значи, тие можеби ќе делуваат промотивно, не велам дека нема да делуваат, можеби нема да ни наметнуваат, барем не директно, суптилно тоа, низ разни дипломатски канали се разбира притисокот ќе биде пак кај нас, меѓутоа верувам директно дека ќе биде. На крајот од денот пак ќе се сведе ние самите да си промениме, ме разбирате? За договорот од Преспа, западната дипломатија не може да ни биде виновна. Значи, кога ќе се соочат нашите дипломати со нивните, ќе кажат, вие самите седнавте, вие самите подпишавте. Доколку ние самите склучиме штетни договори, а договорот со Бугарија, кој што го склучивме уште пред Преспанскиот договор, имаше елементи на штетност, она што го подпишаа како анекс е, навистина, не знам, како политичар треба да бидеш, од наша страна зборувам, за да го подпишеш тоа, да внесеш критериуми кои што бараат реконфигурирање на националната историја и образовниот систем.
Така да таа декларација не е гаранција, кратко кажано, затоа што ние можеби ќе си дојдеме до ситуација, значи врз база на притисоци, самите да донесеме некакви решенија кои што би значили промени на нашите ставови, кои што се на наша штета. Рековте каков политичар знаете, најверојатно е политичар црпнат од нива. Вие на Штипскиот универзитет предавате политичка социологија. Како гледате на секојдневните спротивно диаметрални ставови кои доаѓаат од владата и од опозицијата, особено после лидерската средба која беше пред нешто повеќе од еден месец, а поврзана со уставните измени? Пак нема да се согласите со мене, ама ова ме потсетува на една средба која што има во мај-јуни месец пред потпишувањето на Преспанскиот договор, и во која што средба дотогаш се преговараше за надворешна употреба, односно за интензивни беа преговорите, се преговараше за промена на уставното име за надворешна употреба и одеднаш од Софија некаде дојде некој предлог, мислам од нашиот премиер, меѓутоа тој мислам дека беше во моментот во Софија, и кажа, а зошто да не се викаме и Линденска Македонија? И со самотно седнување на опозицијата, потоа го каже и лидерот на опозицијската партија дека тој не се согласил, дека тој бил против тоа, дека тој укажал дека тоа е поместување на преговарачките позиции. Меѓутоа со самото седнување на иста маса со партиите на власта, де факто, може би наивно од негова страна, тој го легитимизираше тој процес и тоа значеше поместување на позициите. Одеднаш преку ноќ ние се соочивме со внатрешна употреба, односно целосна ергаомнес употреба на името за кое што со години, со декади се преговараше само за меѓународна употреба, првин само за билатералните односи помеѓу Македонија и Грција, потоа за меѓународна употреба, за да на крај дојдеме до ергаомнес ситуација. Сега ова ме потсетува пак на нешто такво, или лидерот на опозицијата е премногу наивен, или, не знам, верува дека јавноста е премногу наивна. Вие ако сте седнале на иста маса и ако сте излегле со позиција дека се согласувате на некакви промени, од тука само се потоа се преговараат модалитетите. Значи тој веќе ги помести позициите. Зборувам за лидерот на опозицијската партија. За лидерите на партиите на власта тоа е сосема јасно дека кажав, немаат идеи, заглавени се во корупцијски скандали и тие играат само на една карта, тоа е картата на Европската Унија, додека во државата ни се случуваат катаклизмични, би рекол, настани поврзани со иселување на населението од сите региони. Кога сме кај уставните измени, дали спрема вас треба да се стават бугарите во уставот, особено во вакво време невреме и со ваква политика која ја водат бугарските власти спрема Македонија, особено со тоа што не ги негираат македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската историја, македонската нација, македонскиот идентитет и се што е македонска културата, фолклорот, традицијата. Како гледате и на тоа што промената на уставот и вметнувањето на бугарите во преамбулата доаѓа од страна на Бугарија, а не од страна на оние кои се декларираат како самоосвестени бугари, а кои живеат во Македонија? Зошто овие од оваа ненародна власт не можат да сватат дека промената на уставот е само почеток на нивните барања, односно почетен услов кој треба да го исполниме доколку сакаме да почнеме да чекориме кон европскиот пат? Еве, последната констатација ви реков, кога ќе дојдете во Македонија, влезете во такси, повозете се, поразговарате со таксистот, истото ќе ви го каже. Значи сите го гледаат тоа, само очигледно власта не го гледа. Мора да имаме национална стратегија, нешто што го има Бугарија, а нешто што го изгради низ овие 20-30 години, меѓутоа многу поинтензивно после склучувањето на Преспанскиот договор. Ние имавме билатерален договор, кој што ви реков, имаше и позитивни аспекти за економска соработка, меѓугранична соработка и така натаму, меѓутоа пак беше диспропорционален. Меѓутоа, до ситуацијата во која што дојдовме беше после Преспанскиот договор, кога бугарите се свести и кажаа дека ние сме, значи дојдоа до заклучок дека ние сме многу попустливи и дека тие навистина премногу малку барале и излегува ги зацементираа позициите со онаа декларација во бугарскиот парламент, кога излегува со максималистички барања и тоа го донесува консенсуално. Ние имавме за заштита на македонскиот јазик многу подоцна една декларација. Меѓутоа,
вие ако се соочувате континуирано со вакви проблеми, а немате соодветен одговор, имајќи го предвид тоа што политичките гарнитури се, барем во Македонскиот национален блок, не се единствени, а мора да бидат единствени по одредени прашања, имајќи во предвид дека имаме сложена ситуација поврзана со мултиетничкиот карактер, кој што некој сака да го прикаже како бинационален или сакале или не сакале и оди во таа насока, ние во тој случај де факто зборуваме за штетни последици кои што би дошле од внесувањето на бугарите во уставот. Основно човеково право е да влезат во сите акти во државата, меѓутоа ние прво немаме реципроцитет. Доколку бугарите не сакаат да го променат нивниот устав, за кој што тврдат дека е граѓански, а во суштина преку граѓанската флоскула е силно етноцентричен, дотогаш може да се бара, например, употреба на малцинските или регионалните јазици на граѓаните таму. Значи, зошто да не побара нашата влада, а инаку со внесувањето на бугарите во уставот ќе се инсистира од внатре, ви кажа, преку образовниот систем и преку одредени индиции кои што доаѓаат еве сега, например, во делот на матичната евиденција кај што се внесува етничката флоскула, мислам дека имате прашање за тоа, ќе се инсистира на тоа луѓето да се прикажуваат како бугари со цел оние економски, би рекол, пасоши да може да си ги оправдаат. И ако влезат во образовниот систем, тогаш навистина ситуацијата ќе биде многу лоша. Ние што можеме да бараме? Ние можеме да бараме, например, македонскиот јазик, кој што тие не го признаваат патем, да влезе во употреба кај македонското малцинство или некој кој што се изјаснуваат во Перинскиот дел на Македонија како македонци. Меѓутоа, знаете, во Советот на Европа 1992 година имаме една повелба за регионални и малцински јазици, или регионални јазици и јазици на малцинствата, која што ја гарантира употребата на помалите јазици во одредени држави во Европа, членки на Советот на Европа. До сега ја подпишале и ја ратификувале ова повелба која што ги унапредува, рековме, човековите права во тој дел, 25 земји членки на Европската унија. Бугарија, Грција и Албанија не се ниту потписник, ниту ја немаат ратификувано. Ме разбирате? Ние ќе бараме нешто Бугарија, иако е членка на Советот на Европа, воопшто тоа го нема направено. Знаете кои уште земји го немаат ратификувано? Ја немаат ратификувано. Италија и Франција, например. И на крајот од денот знаете ли дека и Македонија ја нема ратификувано оваа повелба? Ја имаме само подпишано, ја немаме ратификувано. А имаме исполнето, би рекол, 10 пати повеќе од тоа што е предвидено таму во делот на автохтоните јазици на малцинствата. Се разбира, знаеме од кои причини ние тоа не го правиме, затоа што некои кои што сакаат да се прикажат како државотворен народ, во случајот на ратификација на оваа повелба ќе излезе дека се малцински народ или зборуваат регионален јазик. Меѓутоа, Бугарија не можете да ја обврзете на нешто што не го подпишала, ме разбирате. И сега во тој дел ние имаме потешкоти да воспоставиме некаков баланс или да имаме некаков реципроцитет. А од друга страна тие наметнуваат и ви кажав, најголемата опасност е дестабилизација на општеството во перспектива, поради тоа што ќе се работи на туѓи пропаганди, нешто што веќе сме го виделе од историјата крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Така. Господине Стојановски, како гледате на она што се случи минатата недела, кога јавното обвинителство ги извади од фиока неколкуте судски постапки, односно действија кои со години собирале прашина? Има и постапки старии до 15 години, дури и такви за кои судот веќе донесе ослободителни пресуди. Една од нив и за поранешната министерка за култура Елизабета Милевска-Канчевска. Зошто баш сега се прави ова? Како гледате на македонското правосудство кое според последниве анкети е 4 до 5% доверба? Која е причината според вас за ваквата ниска доверба? Ви кажав, причината се поврзува во пристапот, генералниот пристап. Значи, вие ако имате доминација на школата на правниот позитивизам и воопшто не ви интересира јавното мислење, нема зашто да зборуваме. Од друга страна го имате клиентелизмот, имате високата корупција во државата и
не можеме да зборуваме, или политизацијата на општеството во сите сфери, ние не можеме да зборуваме за независно правосудство, иако има обиди тоа да се реформира, ви кажав, јас навистина сум скептичен во тој дел. Околу прашањето, првиот дел се однесуваше на, се извинувам само. За првиот дел од прашањето велиме за постапките што стоја со години во ФИОК. Многу работи тука. Навистина сакал да спекулирам. Тука основата за застареност или судење во разумен рок, навистина судење во разумен рок, ајде, не е почната постапка. Не знам претходно дали имало отворена па затворена постапка. Не ги знам деталите, меѓутоа основата за застареност апсолутно постои. Сега ви отворате случај, а индикативно е дали овие случаи, го поставам како прашање, дали во овие случаи на некој случаен или магичен начин има поврзаност со обидите, тоа никој не го дискутира кај нас, со обидите, а имаше шпекулации уште есента, да се преземат дел од маркетите на еден од уопсените сега во овие случаи. Од компанија кои што доаѓаат од регионот, меѓутоа капиталот пак е сомнителен и можно е да се работи за капитал кој што извира. Пак прашувам дали ова е поврзано на некој начин, нека испитаат медиумите и би сакал да го слушнам тоа во јавниот дискурс, да се продискутира. Очигледно дека понекогаш судските институции се користат и за други. Не зборувам само за дневно политички цели, за да се направи некаков баланс помеѓу она што го правите како недозволено или криминално однесување или коруптивно однесување, па да го покривате со спротивни афери. Туку зборувам за конкретна бизнис сделка тука, дали тоа е случај и дали имат некаква поврзаност, континуитет. Имаме, значи, вакви индикативни работи кај што сомнителен капитал доаѓа од, дали е тоа Косово, дали е тоа Албанија, дали е тоа Македонија, дали се тоа странски компании, меѓутоа на крајот од денот пак тука се врзува. Од друга страна имате, например, 150 милиони, тоа колку е лесно да го кажете, 150 милиони евра кои што се уплатени врз база на доверлив договор за една ископана дупка. Никакви активности нема за тој автопат. И сега од друга страна гледате дека влегуваат инвестиции на луѓе кои што не се делумно се занимавале со таа дејност. Не знам, во Штип имате скоро од минатата година, меѓутоа скоро беше преземањето на сделка кај што компанија, пак не алудирам на ништо, легитимно е секој да води бизнис, меѓутоа некои работи треба да се истражат навистина сериозно, влегува и ги презема, би рекол, дури можеби најголем дел од маркетите во градот, не само во Штип, цела Македонија. Сега имаме поништување на судска одлука. Значи, родници во Струмица, имате правосилна судска одлука, па се измислуваат различни вонредни правни лекови и сега одеднаш некој ги купува акциите на таа компанија која што претходно сакала да инвестира, не исполнила стандарди, веќе е тоа затворено прашање наводно. И сега одеднаш преку ноќ знаеме од кај доаѓа таа компанија, тоа не е тајна, излезе медиумите, иако е холандска, изворот на капиталот е пак од тука, блиски до втората или може подобро кажано првата владејачка партија, која што доаѓа од албанскиот блок. И буквално, би рекол, дури бескрупулозно влегуваат да преземат одреден бизнис. Знаеме тоа што ќе значи за регионот на Струмица. Значи, тоа апсолутно, дури и таа компанија која што сега е собственик, воопшто нема, јас колку што знам, да не грешам, нема искуство во бизнисот поврзан со експлоатација на минерални суровини. И тие треба да гарантираат дека ќе исполнуваат стандарди. Тезата ми е, ме разбирате, која ми е тезата, многу средства вртат и понатаму се инвестира и дури се преземаат и тоа во краток рок на многу места низ цела Македонија. Значи не зборуваме веќе само за Скопје, туку зборуваме за источните, централните делови на Македонија и тоа се прави преку конкретни политички притисоци, сомнителни одлуки на институциите, дерогирање на судството и ние треба да зборуваме за правна држава, да не зборуваме со организиран криминал кој што го гледаме на фотографии со блиски луѓе, на
кој што се дел од власта, кој што истовремено треба и да процесуира обвиненија. Знаеме како функционира државата, ајде да го видиме исходот. Надвор од она што Османе го кажува, ќе ни кажете ли према вас каде се движи Македонија со сегашнава политичка и економска ситуација, која е слична на она ситуација со Преспанскиот договор, односно со договорот од Нивици, ако се има предвид дека во собранието нема двотретинско мнозинство? Кон каде ќе се движи со евентуални измени на уставот под бугарски притисок, диктат и уцени и со евентуални балкански методи, а кон каде ќе се движи без уставните измени? Накратко, не мора да образложувате многу. Значи, пак ви кажав, првата работа е дека мора за овие прашања мора да имаме барем единство во рамките внатре во македонското национално ткиво. Значи, тоа е прва работа. Ова се навистина стратешки прашања. Нема да е крај на светот доколку не ги почнеме преговорите. Она на што треба да инсистираме е да се отворат европските фондови и да имаме вистинско реформирање на судството. Нека не условат со пристапот на тие не само предпристапните, туку финансирање кое што можеме да го обезбедиме од Унијата, како дури и на ниво на земјите членки, можеме, веќе се зборува за тоа и во рамките на Европската Унија, можеме тоа прашање да го отвориме и нема сами да го отвориме, туку регионално со останатите земји во регионот. Дури и да добиеме датум, тоа ќе трае вечно. Тука пак мораме да бидеме спремни на оваа прва опција која што ја кажав. Најверојатно ви кажав, се амортизира јавното мислење, најверојатно ќе има промени на уставот. Меѓутоа тоа нема да реши ништо. Апсолутно ништо нема да реши и пак ќе го имаме истиот разговор за некое друго барање следната година ова време можеби. Према вас, кои се причините што оваа ненародна влада одбиваше да ја вклучи опозицијата во разговорите не само за францускиот предлог, како што тие го нарекуваат, туку и за разговорите за договорот со Грција, како и оној за добрососедство со Бугарија? Дали на овој начин ја втурна Македонија во поларизација на општеството? Прво, во политика не може да немате канали на комуникација. Не може да ме убеди некој дека немаат канали на комуникација. Во жижата на студената војна, кога имало нуклеарна закана, имало канали на комуникација помеѓу американскиот и рускиот председател. На кое ниво тие комуницираат? Во континуитет комуницираат, одредени на приватна основа, преку некакви задни канали, значи тоа го прават неофицијално, формално. Очигледно дека формално опозицијата не беше вклучена тогаш. Ако беше вклучена, таа ќе требаше да сноси дел од одговорност. Треба да ја разбереме опозицијата дека можеби не сака да сноси дел од таа одговорност. Меѓутоа на крајот од денот пак амбивалентниот однос носи штета во делот на изборните резултати и потенцијалното гласачко тело кое што би го имали и кое што би стоело зад вас. Во тој дел, значи, мислам дека имаат канали на комуникација, но формалната комуникација пак се определува врз база на приоритети, кога е потребно поинтензивно да се комуницира, кога помалку интензивно се разбира, ако се во коалиција имаме широка влада, зашто мислам дека можеби веќе сме зрели. Има и тука многу опасности, како тоа ќе функционира, особено во делот на одговорноста, меѓутоа ако има широка влада, тогаш и одговорноста е споделена, меѓутоа и тежината на одлуките кои што се носат се разбира се поврзани со сите фактори и чинители. Како гледате на она што Мицкоски пред нешто повеќе од 7 дена ги повлече предлозите кои ги понуди на лидерската средба и сега нама се остави само една опција, тоа е предвремени парламентарни избори? Како гледате и на обвинувањето од страна на власта и нивните полтрони дека со овој чекор ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија всушност го блокирала евроинтеграцијскиот пат на Македонија, кога сите знаат дека интеграцијскиот процес од поодамна е закочен и возот кој велат дека ќе сме го пропуштеле, од поодамна е паркиран, изгоре на тоа, Европската Унија нема ни намера да ја догради пругата, барем за догледно време. Европскиот процес е блокиран поради високата корупција во државата и ќе биде блокиран. Нефункционалноста на системот, неможноста да се реформира системот по урнекот на Европската Унија, да се исполнат одредени европски стандарди. Значи, тоа е проблемот. Од друга страна,
ваква изјава значи навистина не знам дали се ова наивни изјави, како пред една недела или кога е изјавено тоа од страна на Да, председателот на да. опозицијската партија. Значи да одиме на предвремени избори. Редовните избори се до година на пролет. Според она што го имаме после пржино. Значи како некако стандард. Јас сум за тоа. Ама тие се откажа од пржинскиот договор. Ама не може, тоа е ад акта, тоа функционира, значи не може да се откажат така, може да не номинираат заменици министри, Со закон, сакале да го направат со закон, да го поништат тоа, да не важи. Треба не се источи повторно. Најверојатно има некои проблеми. Да видиме дали сме во ред сега. Да, тука сме. Да, се слушаме. Значи, навистина ќе бидам краток веќе. Добро. Нема проблем. Значи, поентата ми е дека дури да се распишат сега изборите, пак ќе стигнат до редовниот термин. Значи, навистина нема време за предвремени избори. Так. Не знам, значи, 1-2 месеци порано не знам што ќе сменат. Потребно да се прави притисок за нешто друго. Уставниот суд го поништи инсистирањето на министерот за правда Логар во изводите на родени, умрени и венчани да стои графата на националност, кои образци веќе беа во примена, а донесе решение за времена мерка со кое се запира извршувањето на образците и истите да се издаваат без графа за националност, додека не се донесе конечна одлука. Како ќе ја прокоментирате ваквата одлука, но и изјавата на министерот за правда Логар дека ќе направил нешто таквата одлука на Уставен суд да станела безпредметна? Одлуките на Уставен суд не се толкуваат. Ние можеме како граѓани да ги коментираме апсолутно, меѓутоа на оној на кој што се однесува, таа е апсолутно пременлива и не е предмет на интерпретација. Интересно е што Уставниот суд во случајот одлуката ја донесе врз база на процедура, а вие имате таму суштински повреди кои што се поврзуваат со, пак ќе кажам, ајде со европски стандарди. Вие ако отворите на страницата на Европската комисија, иако тоа е поврзано со истражување, меѓутоа во најмала рака се однесува и на некаква препорака која што се базира на функционирањето на формални институционални капацитети и документи кои што ги продуцираат. И, например, кај Европската комисија е утврдено дека имате сензитивни податоци. Сензитив дата. Значи, кои се сензитивни податоци? Тука влегуваат, например, политичката афилиација, на која партија јас сум член, дали сум или не сум. Не знам, некаква родова идентификација, ако зборуваат за тоа сега, нешто што го форсираат. Тука влегуваат расната и етничката припадност. Тука влегува религиската афилиација. Тука влегува дали сте член на синдикат или не сте член на синдикат. Овие податоци не можат туку така да бидат достапни секаде. Идејата, јас ја разбирам зошто албанските или партиите од албанскиот корпус инсистираат на етничката припадност, бидејќи имаат можност за вработување. Очигледно дека и таму има проблеми со демографијата, и тоа големи проблеми, и ќе го користат ова за други етнички заедници од останатите малцински групи, пред се можеби од ромската, од турската, македонци со исламска вероисповест, да ќе инсистираат тие да се изјаснат во матичната евиденција, односно во овие формални документи како етнички албанци. Нашиот проблем е тука голем, затоа што Бугарија ќе инсистира и веќе има одредени индикации од таму дека тоа ќе го користат со цел да прикажат дека имаат поголем број на бугарско население во државата, ви кажа во која насока, во насока на влегување во образовниот систем. Меѓутоа, дури и да не се фаќаат за процедурата, дали било навреме објавено, како било објавено, затоа е ставено ад акта сега во моментот, министерот не може да постапи, не може ништо да направи додека Уставниот суд не донесе спротивна одлука. Претпоставувам понатаму Уставниот суд исто така ќе носи толкување за останати аспекти кои што се поврзани со овој дел во кој што ви реков, вие имате сензитивни податоци кои што ги изнесувате во документи и етничка пролиферација
што имавме дури за личните карти да се внесат, не им успеа, меѓутоа сега на овој начин се обидуваат. Ова што сега го кажавте, одлично го анализиравте и нека биде поттик за оние кои што работаат во политиката да отворат очи кон каде ќе не носи ова доколку успее планот на Логар. Господине Стојановски, сведоци сме дека македонските политичари се притиснати. Како гледате на пораките од Стейт Департментот дека политичарите треба да ги ослободат судиите и обвинителите од нивните стеги? Дали е тоа возможно кога правосудниот систем е запоседнат од кадрите на ДУИ? И како гледате на американската црна листа, но и на најавата за европски мониторинг во правосудството? Од кај да почнам? Прво, Соединените американски држави навистина инвестираа многу во реформирање на судскиот систем. Дури нема да се согласат голем дел од вашите слушатели, дури сум убеден дека во одреден сегмент дури беа искрени во тоа да го реформираат системот. Меѓутоа, вие не можете да реформирате една матрица која што е базирана на континенталниот модел на правото, пак од аспект на теорија, и е градена во духот на правниот позитивизам, и вие сега да ја промовирате дека е важно дека да имате правда и правичност, а од друга страна имате корупција на сите нивоа во рамките на државата. Се додека имате силна, централизирана држава, ние не можеме да зборуваме за функционалност и во останатите системи. Државата треба да понуди сигурност, но таа или предвидливост во најмала рака, пред се за бизнисот, за граѓаните, но таа сигурност и предвидливост треба да бидат производ на реалните состојби. А реалните состојби кај нас зборуваат дека имаме клиентелизам, имаме непринципијални договори, имаме висока корупција која што е неказнива, и дури и да се обидете да реформирате некој систем, ќе имат дури доминација во медиумите, па ќе се пласираат различни канализирани вести кои што може да направат дисторзија на системот. Јас не знам, например, еве сега се зборува пак за избори, во двајца си дадоа оставка, нели, во судскиот совет, имавме промена на председателот и буквално имате кампања на линч против новиот председател. Толку брзо заборавивме, затоа што не толку одамна се избираше претходната председателка. Заборавивме во какви околности таа беше избрана. Врз база на измени во законската регулатива, кои што беа, ако не се лажам, 2019 година. Да. За тие измени имаше дури негативно мислење од Венецијанска комисија, поминаа така, инаку се носат со, да знаете, тој органски закон се носат со двотретинско мнозинство. Значи гласа и опозицијата гласаше за тој закон, 80 пратеници плюс. И што предвидуваше тој закон? Имате 5 избрани, не одам екстензивно, морам ова да го кажам, имате 5 избрани од собранието во судскиот совет, останатите се од делот на судиите и тие се мнозинство, кои што се од делот на судиите. Колку и да е лошо судството, пак треба луѓето да се професионалци. И го поставив ова прашање еднаш и на председателот на државата, затоа што претходната председателка беше негов предлог. Не може помлад соработник или некаков вид на соработник од институција да раководи со целиот судски систем. Значи, знаеме, тоа беше предвидено во измените од 2019 година. Можете да замислите до кај се одеше. Да имате соработник кој што ќе биде на чело на целокупната судска власт кој што е избран во собранието, и знаеме дека во собранието членуваат политички партии и тој може да има одредена политичка афилијација. Сега кога дојде од редот на судиите, пак велам, не ги знам сите околности, ви имате кампања на буквално медиумски линч кон новиот председател, кој што си е барем од редот на судиите. Барем не е номиниран од политичка партија. Не знам зад кулисно, не ги знам сите детали, меѓутоа мора судството навистина да биде независно од сите можни аспекти. Пак мала држава сме, пак клиентелизмот е голем проблем. Решението, јас за судскиот систем, тоа сум го зборувал, некогаш може би по-непосредно, не вака пред медиум, ќе ви го кажем и одговорот од една значајна меѓународна организација. Значи, ние мора да имаме воедначување. Не може за исти околности во еден суд да се носи една одлука, во друг суд да се носи спротивна одлука на тоа. Што кај нас го имаме.
Тоа е континенталниот модел. Извор во Австралија е поинаку, извор на правото треба да бидат и пресудите. Значи јас ако се повикам на една судска пракса до тогаш, тоа веќе ќе стане и понатаму ќе стане пракса за воиднина и ние ќе имаме воедначување, а не само да се повикуваме стрикно на моделот на континентално право, кај што правото извира само од законите. Во оваа насока јас би размислувал за да го реформираме правниот систем, меѓутоа мора де факто да имате деполитизација и вистинска автономија, пред се финансиска автономија на правосудниот систем. Господине Стојановски, ќе ве задржиме уште малку, а разговорот сакаме да го продолжиме со уште неколку кратки прашања, а на кои верувам ќе нема потреба од многу долги одговори. Вчера вечер премиерот Ковачевски некако несигурно делуваше кога рече дека за 2 недели предлог уставните амандмани за измена на уставот ќе се најделе во собраниска процедура. Какви се вашите очекувања? Ќе ги испратили владата предлог уставните амандмани во собранието или ќе чекаат на сетирање, на тајмингот кое сетирање го најави Бујар Османи? Кратко, втората опција претпоставувам, значи кога ќе почувствуваат дека може да обезбедат некакво мнозинство, тогаш можеби ќе ги пуштат, не знам на кој начин ќе го обезбедат тоа мнозинство. Ви кажав, сега нема потреба, значи ние зборуваме за работа за која што не ни треба да зборуваме, дали ме разбирате? Да. Значи сега не треба да зборуваме за предлог кој што се дистрибуира до собранието и врз база на тој предлог треба да се отвори постапката за промена на уставот. И ние сите влегуваме и сите медиуми во Македонија тоа го прават. Влегуваме во една матрица во која што тие сакаат да не рамат. Сега само се носи потреба за измени на уставот со двотретинско мнозинство. Ме разбирате? Да, меѓутоа тие не го редат тоа бидејќи го немаат со вториот дел. И затоа тие го наметнуваат ова. Ако ги оставиме така, ќе мислат дека тие се во право. Ира пара тело, пара комисија и сега го чекаме предлогот. Нема потреба од предлог во процедурата, нема потреба од предлог во оваа фаза. Предлогот е во фазата на нацрт, тоа е втората фаза. Затоа преку ваквите разговори ќе му кажеме на јавноста дека не се во право оние кои што се меродавни да кажат дека за овој дел не треба, ајде да го изгласаме потребата од отварањето на уставот. Меѓутоа тие не го прават тоа. Значи ова е некаква пиар стратегија и спинување, буквално за да го менаџираат процесот. Толку. Буквално им требаат 80 пратеници, сега за тоа се разговара. Инаку предлог го чекаме, не го чекаме, воопшто не треба да дискутираме за тоа. Во оваа фаза тоа не е потребно. Како гледате на случувањата со струјата во Слупчане и Студеничани, како и на изјавата на премиерот Ковачевски дека одговорноста за проблемите со струјата била на приватната компанија Евана, а не на државата, односно владата? Има ли одговорност и полицијата, односно Министерството за внатрешни работи, кој очигледно се плаши да пушти полиција во тие населени места во кои се кради струја? Премиерот е во право, одговорноста си е на приватна компанија. Меѓутоа тој треба да обезбеди, односно владата, односно државата, значи без разлика која влада е, треба да обезбеди услови тие да може да функционираат како приватна компанија на целата територија на самата држава. Доколку во континуитет имаме вакво нешто, не знам до кој апсурд се сведовме. Ова не е само сега случај, мислам, во континуитет имаме вакви случаи, се отпишуваат долгови, се ветува, ќе плаќаат, нема да плаќаат. Биле социјални случаи, повелете, прошетајте се во тие села да видите какви куќи имаат само, па проценете дали се работи за социјални случаи. Не велам дека тие куќи ги направиле на криминален начин или некако има дел што се занимаваат со земјоделие, работат бизниси, значи луѓето, меѓутоа не делува дека се работи за социјални случаи. Друга страна е ги сметките за струја ми доаѓаат и на мене, значи имаме повеќе за пренос отколку за потрошена струја. И повеќе плаќаме. Прашањето е, пак поставам тоа прашање, кај одат овие средства, дали се работи за покривање на загубите кои што се случуваат во одредени делови на државата, па треба другите делови да ги покријат тие загуби. И ова е легитимно прашање кое што сите си го поставуваат. Не знам дали е така или не е така. Сакате да привлечете странски инвестиции, вие не им обезбедувате тие нормално да функционираат. Значи премиерот е во право.
тука. Да. Тоа е Еднаш. работа на компанија, а меѓутоа тој Меѓутоа треба и со тоа ја префрлува одговорноста. Едната на друг. Така. треба да си ги обезбеди условите таа компанија да може да функционира. Така. И како гледате на поставувањето на европско знаменце од страна на владата за законите за даночната реформа и солидарниот закон? Дали е доволно само оправдувањето дека опозицијата ги блокира законите? Знаете, влегоа во премногу големи зафати. Не е само тој автопат, ни претходно зборувавме, имаше штетно раскинување на договор за клинички центар во Скопје. Еве тука во Штип имаме клинички центар кој што како е изграден, значи до кој степен е дојден, а веќе е надворешно завршен. Потребно е внатрешно било да се среди, значи така е замрзнато од 2016-17 година, ништо не е направено. Нов клинички требаше да се гради, не знам колку пари таму излегува од државата, преку кои канали, кај отидоа. Сега 150 милиони евра, фантастична бројка. Значи ништо апсолутно не гледате. Не гледаме ние како јавност, не знаеме кај се потрошени. Каква е таа класификација на информација врз основа на некако си директен договор во 4 очи за спроведување на бизнис. И сега државата нема пари. Значи им се потребни финансиски средства, па генерираат нешто што го нарекуваат граѓанска обврзница. Не ме прашавте за тоа, меѓутоа е поврзано. Наместо парите да одат во бизнисот, тие пари одат во рамките на буџетот, па дури не се бара потекло на пари, а знаете тоа што значи? Перање пари. Тоа е чисто перање пари. Мислам, јас не сум економист, еве. Не сум економист. Тоа не 2+2 се 4. Не знам како да сметаме математички. Значи буквално гледате договори кои што се симптоматични, кај што стотици милиони евра. Гледате како низ брзи транши тоа за краток временски период, низ подолг временски период не ни знаеме, не ни може да си представиме. И сега одеднаш носите закон кој што оди во насока на тоа да си ги легализираат незаконски стекнатите средства. Ова ќе има импликации дури во однос на европските интеграции. Вие може да имате тука да направите пералница на пари за странски картели преку разни канали. Значи тоа е многу сериозен проблем. И тоа оди така многу глатко. И сега околу делот на, само ќе ви кажам преку личен пример, околу делот на брзањето да донесат одредени измени на законот со цел да пополнат, не знам, законска регулатива. Во право е бизнисот кога вели дека им треба предвидливост. Значи вие кога донесувате нови закони ви е потребна предвидливост. Имавме обиди левичарските влади настојуваат да додат кон тој скалез данок. Јас апсолутно не сум поддржувач на таков тип на оданочување. Меѓутоа тие инсистираат. Сега што се случи кога дојде оваа гарнитура на власт, првите кога беше министер Тевдовски, ако се сеќавам добро, првите месеци, првите години, донесува закон за приходи кои што надминуваат одредена сума, кои што доаѓаат од странство. Знаете што се случи тука во Источна Македонија? Сите кои што имаа сметки во македонските банки не ги затворија сметките, ама си отидоа во Бугарија си отворија сметки. И буквално на неколку пати ќе поминеа ќе си ги пренесеа парите. Државата изгуби милиони, десетици, па ако не и стотици милиони на наши кои што работат во странство, кои што не го правеа трансферот преку македонски банки само поради една одлука на владата тогаш. И сега тоа го прават со цел да воведат оданочување на банките. Сега некој левичар ќе ви каже да, банките имаат голем профит, да, ние треба да земеме поголем дел од тој профит и на вас ќе ви звучи симпатично. Завчера ми стигна 2 пораки на мобилниот телефон, во кој што повикувајќи се на одредени референтни каматни стапки на Народната банка, мојата матична банка, за која што сум земал, личен податок, сум земал стамбен кредит, кој што го исплаќам, сум го земал пред скоро 10 години, и во кој што има предвидена флуктуирачка каматна стапка, меѓутоа таа се знае околу колку проценти се движи. Речи си да ми ја дуплира, значи меѓу 1/3 и 1/2 е зголемена каматната стапка. Знаете кој ќе плати кога ќе воведат поголемо оданочување на банките? Токму Сите така. граѓани. Така. Сите граѓани
и секторот ќе платат. Значи, честните луѓе кои што работат во државата, пак, ајде, јас да не се само прогласувам за честен, иако мислам дека не сум сгрешил ништо, имам верам честни намери. Значи, луѓето кои што честно си заработуваат, имаат мали бизниси, ќе имаат сите кредити во банките, ќе им ги зголемат каматните стапки и банките ќе имаат уште поголем профит. Да. Тоа некои размислуваат, некои кои што носат закони во Скопје. Од една страна носат регулатива, им се потребни финансиски средства, од друга страна не вршат надзор врз работата на одредени компании, можеби некогаш треба да се интервенира през основа на антимонополски мерки и слично. Тоа не го прават, се разбира кај што има интерес. Пак не бев краток, се извинувам многу. Така. Време е за Бранко промени. Николовски секако. убаво кажува чиста десетка, солидарниот данок е само заради тоа што државата нема веќе пари, но и веќе никој не и дава. Светската банка. Така. Не можат да и дадат од Европската унија, например, за автопатот. Еве, не знаеме таму од кај ќе ги најдат парите. Затоа што е во 4 очи. Значи, не може да, дури ни од Светска банка не може да земат, од ММФ не може да земат пари. Од кај ќе ги најдат? Не ми е јасно мене тоа. Господине Стојановски, ви благодариме. Задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени. Ви посакуваме благодарам. убав викенд, пријатно до слушање и секако скоро довидување со подобри вести овде на Македонски корени, се разбира. Ви благодарам, навистина ми е задоволство. Големи поздрави од Штип. Поздрави. Баш сега проверивме, минатиот пат беше токму во ијули исто така. Так, Значи, на средината година на јули. дена. Днес не се видели, се надеваме дека порано ќе се видиме. Со подобри вести, како што вика. Бидете поздравени. Бидете поздравени и вие. Оставуваме во контакт. Поздрав. Чао. Пријатно.